Светата Мајка Црква, ете, се сеќава и за умрените, за оние што ги дале своите животи за слободата на својата држава, на својот народ и на својата црква. И од децата бегалци, и од нивните роднини и блиски, татковци, мајки, браќа, сестри, роднини, и од сите што поминале при Бога пред многу време. За нас, православните христијани, чеда мои духовни, нема мртви, сите се живи, поживи се оние што отишле пред нас при Бога. И ние денеска ги спомнуваме сите нив, ги спомнуваме со вера, дека и тие следат се што станува денес и вчера, и утре и други ден што ќе станува во нашата земја, врска со престојот на децата бегалци. Не се деца веќе тие, но се навистина израснати, секој има веќе своја професија, секој продолжува да живее таму каде што го нашол своето огниште ново, каде создал семејство, каде работи, но никогаш не престанува да мисли и да милее за Македонија. И за победа, за тие соништа, на нашите луѓе што и дадијат телата за права, за правда, за права и за се што е македонско, со денешните услови и закони, со меѓународните институции, да се бориме за напред и мислам единствени ќе победиме и ќе успееме. Сметате ли дека на крајот од 20-тиот век дека е ред Грција да покаже дека е вистинска демократска земја? Да, мислам, то треба да го докаже Грција. Од е демократска земја, люлка на демократијата, ако она вистина напризнае като народ, напризнае като луѓе што живиме во егејско дел на Македонија денес и не даде сите права и за учење на мајчин јазик, и за цркви, и за се што е за културата, за разни за културата и секакво право што има еден човек што треба да живе слободно и на држава. Вие сте оптимист? Јас сам оптимист, не сакам никогаш во мојот живот не би песимист, ама со сауде празен оптимизм не можеме да придажеме, тоа оптимизм треба ние да го правиме со активирање, да се прави вистинско, да се прави дело.